11 октомври, убав ден, убав македонски државен празник. Еве сме на пат кон аеродромот, каде што во текот на денот треба да пристигне македонската фудбалска репрезентација со чартерот со кој што се вивна во облаците на патот кон Белгија, во Гент, каде што пак вчера избраниците на Милевски, нашите момчиња, нашите храбри момчиња, успеа да останат непоразени во овој циклус квалификации за светско првенство. Успеавме да извлечеме реми во Гент со храбра игра, но не успеа Белгија Другутов да не наполни како што многумина можеби мислеа, се разбира дека не посакуваа. И вака преспиени со одморени глави, да речам, после вчерашната утакмица, после синокешното реми во Гент, разговараме на патов кон аеродромот. Треба ли да бидеме задоволни? Срекни ли сме? Можевме ли нешто повеќе? Имаме ли шанси се уште за тоа светско првенство? Какви се така сега твоите размисли во овој момент? Прво што треба да се каже и да се истакне честитката за фудбалерите, за репрезентацијата на Македонија, за сите кои играа на тој надпревар во Гент и кои стигнаа до тој бод, до тие 0:0. Изворедни честитки, најестни честитки за голманот на нашата репрезентација Столи Димитриевски, еден вистински, би рекол, спортски ас кој ќе остави по мене траен белег во македонскиот фудбал по својата скромност и по своите голмански квалитети. И се прашувам колку долго ќе помине некој да го наследи на мрежата, на тоа е тема за подруга емисија. Се враќаме со бот од Гент, со, би рекол, голем значаен бот, иако се браневме и успеавме да се одбранеме, што не е несвојствено во фудбалот, нити е нешто туѓо, уште помалку е дека некој може да го критикува тоа. Први сме во групата без пораз на 2 кола пред крајот на квалификациите и по мене овој квалификационен циклус уште долго ќе се памети, ќе се прераскажува. Меѓутоа, не мислам дека толку ќе биде тоа по резултатите, бидејќи еве на социјалните мрежи моите Facebook пријатели, моите пријатели на Instagram, на X мрежата, на Twitter и така натаму, добронамерно ми забележуваат дека анализите не ми се до крај точни. Јас ги поддржувам тие нивни коментари и нивни укажувања, сето тоа е коректно кажано, немам забелишки. Меѓутоа, морам да истакнам, мене ме понесе занесот и желбата и вербата. Ја лично верував дека можеме да победиме Белгија уште во Скопје. Го кажавме тоа со тебе во март, во Лихтенштеин. Верував дека можеме во Гент да победиме. Меѓутоа, многу малку луѓе, многу малку мои пријатели од фудбал, познаници и веруваа и ме поддржаа дека можеме. Па и стручњаци, Другутов. Во право си стручњаци. Сега излегува дека и овој бот резултатски гледано, да не анализираме за Милевски, за Барди, за Столе Димитриевски, за Муслиу, за сите, да не ги редам. Момчињата изиграа прекрасно. Значи, машки, цврсто, не и дозволија на Белгија да не нешто растури со голови. Сега доминацијата, последот на топката, ударите на гол, тоа останува кога статистика и тука завршува. Нема но и тоа не се памети, што е најважно, се памети бодот на гостински терен. Како што останува да се памети и тоа дали ние ќе играме на светско првенство или не. Ако ми дозволиш, тоа е идејата, нова сега што го разговараме, се уште со врели глави и памет, се уште под емоциите. Еве, посакувам или не посакувам, не знам и ја како да кажам, можеме да ги завршиме квалификациите без пораз, а да не се пласираме на светско првенство. Мислам, можете да замислите што значи таа ситуација, таа како да кажам, таа хипотетичка ситуација, таа неверба дека можеме да ги победиме и Велси и Белгија во Скопје. Ние тука ја испуштиме шансата за директен пласман. Тоа е фудбалот, сега не е ова критика, само укажувам на некои нешта како можеше да стигнеме
многу полесно до тоа прво место, да не одиме преку бараж, па не знам дали втори ќе бидеме, доколку да речеме го победиме Велс во Кардиф, па да имаме полесни противници во баражот. Не е тоа. Ај другото вака да направиме една весела или пак можеби ќе излезе тажна, не дај Боже математика, со овој бот, голем бот, сепак ќе потенцирам против Белгија. Остануваме ние како првопласирани на групата до следното коло веќе во понеделник, кога ќе играме против Казахстан на градски. Значи, Еве ќе го победиме Казахстан. Дефинитивно до крајот на квалификациите, до последното коло, 15 ноември, ние ќе бидеме први. Сега се игра 13 играат Белгија и Велс и ние играме со Казахстан. Ние, доколку го победиме Казахстан, верувам дека можеме и подобри сме. Белгија и Велс нека изиграат како сакаат, ние ќе останеме први во групата. Нема тука да има да се изедначиме по бодови со Белгија. Не може да се изедначиме пред да се одигра последното коло. Аха. Не може. Во последното коло има два турнуса, два надпревари. Во првиот надпревар ние сме слободни. Тогаш ако Белгија го помине Казахстан на гостувањето, ќе не помине со бодови или ќе се изедначи со бодови во зависност од резултатите кои ќе се Од гол разликата. Не од гол разликата, во зависност од резултатите Белгија и Македонија Казахстан, сега да не преюдицирам. Меѓутоа факт е дека до одигрување на последното коло ние ќе бидеме први. А први сме веќе и 5-6 кола наназад. И сега замислите, цело време сме први, водиме и на крај ние сме пред изворот, не можеме да се напиеме од мондијалската крстена вода, толку сладка, толку убава, толку драга за македонскиот народ. Зошто? Затоа што не веруваме во самите себе. Тука е проблемот. Ние требаше да веруваме самите во себе уште во март, во февруари, кога дојде ова ново раководство. Кога Пандев, Ибраими, Најдовски, Масаро Мерагиевич и не знам кои други, да не ги редам, кога Марин Стојковски подпредседателот, кога Светозар Станковски член на управен одбор, Димитар Џонов, Сашко Тасев, сите тие се фудбалери. Требаше тогаш да излеземе со генерална стратегија и да кажеме ова е шансата, сега е моментот, дајте да се стегнеме сите, не само играчите и репрезентацијата, и да бидеме први во групата. Тоа се кажува во март пред да почнат квалификациите. Не се кажува после 0-0 во Гент. Сега имаме шанси. Ние и сега имаме шанси. Меѓутоа, ако го победевме Велс во Скопје и ако запневме една растртена Белгија во Скопје да ја победиме, ние ќе бевме сега на Мондијалот. Ете, тоа е гледањето на Доргутов. Види, останува убавото чувство дека сме непоразени, дека сме се уште први во групата, но останува и горчината дека навистина, без да преюдицираме или да потенцираме нешто или да вперуваме прст кон некого с краја да е, дека навистина треба да имаме повеќе самодоверба, дека како да ни треба, па и овој 90 годишен Чичко Дончо наш, да ни ја даде таа верба што ја имал години наназад, па и сега на овие негови 90 години. Значи, Дончо национале, Андон Дончевски, ќе излези и ќе каже, кој се бе овие Белгија бе? Па зошто да не ги победиме бе? Па вие сте јунаци бе? Па знаете да играте бе? Па и среќата е составен дел од фудбалот. За Велс истото? Па истото. Како навистина еве нешто што успеав, иако така заморени и софатени за рипнати гласови, се знае поради на преварот. Роден сега да бидеме отворени пред нашите гледачи. Роден денот на камерата на продукција Скок. Да него прославивме со победа во Гент со Реми. Реми која ме повлече од песимизмот да направам анализа дека и со Реми можеме да стигнеме. А мојата анализа велеше победа во Гент, ние сме први во група. Никој не веруваше дека може да победиме и мене ме потопивте, извинете, вака на јавноста се обраќам. Не знам, ајде, треба да имаме верба, топката е тркалезна, фудбалот незалудно кажале уште во минатото години, стотици години наназад дека е магија. Може да се случи и некој друг кикс на Белгија, како што еве со нас, како што они самите велат кикснале. Може би ќе кикснат и со Казахстан. Да веруваме дека може да ни се посреќи, дека нема да одиме во тој бараж каде што кој знае што како ќе биде, дека може би ќе успееме сепак. Ќе биде баражот, вербата останува, меѓутоа со ваков природ, со ваква мирна тактика, со ваква воздржаност, ние
нема да направиме ништо нити во баражот. Ние не знам како да кажам. Тоа е мој став, моје мислење и не може никој да ми го земе. Ние треба да се отвориме со отворен гард, да кажеме одиме во бараж, можеме да победиме Германија, Италија и не знам кој. Да не да ремизираме кога се резултатите во прашање. Значи сега ние двата надпревари до крај, зборувам со Казахстан во понеделник, веќе за 2 дена, и потоа во Кардиф против Велс со 2 победи, но чекајќи ги резултатите од противниците, значи и од Велс и од Белгија, без разлика на тоа, не можеме да бидеме сигурни дека и да победиме во Кардиф, дека ние го имаме светското првенство. Не зависи само од нас. Не зависи тоа, малку гледам дека не им е јасно на гледачите да бидеме на чисто. Нема сама Македонија да одлучува. И со 2 победи ние не можеме. Без оглед што имам забелешки на мојата анализа дека имам известни грешки и недостатоци, во ред е сето тоа, ние сега веќе сами ништо не одлучуваме. Ништо не одлучуваме сами, одлучуваат другите за нас и тоа е тоа. Ние можеме да го победиме и Велс во Кардиф, можеме да победиме и Казахстан. Ако Белгија ги победи сите, да не бидеме први, ако Белгија го победи Велс во понеделник сега за 2 дена, денеска сме сабота, приказката е завршена за нас, нема, првото место останува да го само пуста желба. Пуста желба и никогаш мислам дека ќе поминат генерации, години, ние ваква шанса, ваква група, ваква растресена Белгија, ваков Велс кој падна во Скопје, беше паднат, нема да чекаме, дај Боже да грешам. Дај Боже да грешам во некој од наредните циклуси, да најдеме ваква група со вакви противници и повторно да имаме ваква шанса. Тешко, не верувам. Ајде, да не напушта оптимизмот, како што секогаш сме биле оптимисти, да не напушта оптимизмот дека се може да се случи, секоја турбуленција во нашата група се уште е во игра, дека можеби ќе ни се посреќи ете тоа толку посакувано прво место за директен пласман, прво место во групата за директен пласман на светското првенство, дека ќе успееме да го прескокнеме баражот, а пак ако не успееме да се надеваме и дека во баражот ете можеме така мотивирани, сплотени, со малку повеќе верба, со малку повеќе самодоверба, дека против секого може да се победи. Да ете да отидеме на тоа светско првенство и да остане запаметено, да напишеме една историја, затоа што во принцип не сме песимисти, но кој знае кога повторно ќе имаме волку блиску шансата за такво нешто. Да сме живи и здрави, честитки до нашите момчиња, до фудбалерите, честитки до селекторот Милевски и стручниот штаб, честитки до комплетното раководство и сите членови на управен одбор кои беа во Гент да ја дадат поддршка на нашата репрезентација на лице место.